Застанавме покрај патот да ја видиме оваа гледка. Инаку, ова се ископини од рек Битола. Значи, тука рек копал јаглен, меѓутоа, како што видите, сега е само една празнина. А таму малку понапред десно се гледаат машините од рек. А уште подесно се па оџаците на рек. Тука изгледа имало пожар, бидејќи цела трева е изгорена. Сега малце ќе дојдам понапред, за да може подобро да се види напред. Не знам дали ја знаете легендата за како Маријово го добило своето име. Од тогашно турско време, како што знаете, македонското население било малтретирано, измачувано и така натаму. И некоја си Марија, која била македонка по род, се решила да се жртвува, односно да се потурчи и да стане жена на некој си бег, но под услов бегот да го остави Маријово намира, да го ослободи од сите даноци, од потурчувања, да може населението слободно да си живее. И жителите на овој предел во нејзина чест го крстиле овој регион Маријово. Значи, стварно, Маријово е еден прекрасен предел на Македонија. Но жално е што е доста празно. Доста села се испустени, напуштени. Многу луѓе се иселиле, кој во странство, кој по градовите. И навистина е жално. Но сепак имам надеж дека во иднина ситуацијата ќе се промени и државата ќе се потруди да инвестира во тие региони, луѓето да се вратат назад и да заживее овој дел на Македонија, кој што има богата историја и е дел од македонското културно наследство. Патот има доста кривини, бидејќи малку сега се искачуваме на угорница, меѓутоа не е ништо страшно. Од тука може баш добро да се види езерото. Од десна страна. Маријово е навистина убав предел. Има уникатна природа. И не знам колка е статистиката за Маријово, мислам дека е еден од најниско населените подрачја во Македонија. Од лева страна има манастир. Мислам дека е успение на Пресвета Богородица. Правилно прочитав. Се наближуваме кон знакот од село Маково. Инаку се смета дека тука започнува портата на битолското Маријово. Од лева страна може да ги видите и куќите на селото. Исто така и од десна, подоцна ќе се видат. Маково е село кој што многу настрада во време на Првата светска војна. Постојат неколку легенди за името, дека го добило по некој си Мако или Маке. А друга легенда па говори дека биле тројца синови кои ги паселе овците на денешната местоположба на трите села Маково, Рапеш и Брник. И синот кој што ги пасел на местоположбата на Маково бил на голема мака, па и оттаму името Мака, односно Маково.
Еве, селски куќи, гледам и трактори, има, така да се надевам дека се уште живеат тука луѓе и колку толку барем е живо селово. А ова е и црква. Од лева страна, тоа не може толку добро да се види. Е, тука и завршува Маково. Па сега продолжуваме напред. Ке одиме да го посетиме селото Градешница. Е, има и крави на патот. Не сум толку запознат, ама мислам дека се ова буши. Значи, ова е автохтона сорта на Балканот. Ево. Автохтона, односно македонска сорта, може да се рече. Ги има цело стадо, може би 30. Еве сега поминуваме покрај Рапеш, односно влегуваме во селото. Има доста куќи кои што се изградени од камен и навистина е интересна архитектура за гледање. Еве кула, тука се гледа и знамето си се вее. Сега, значи, поминуваме низ селото. Сега ќе слезам малку, за да може да видите подобро. Еве го село Рапеш, од тука има најдобар поглед. Не знам, мене ова планина ми изгледа како пирамида. Па кој знае, може и пирамида. А еве сега една добра кривина. Сега започнуваме со спуштање. Значи, патот води кон реката Црна. Таму лево е реката Црна, може да видите, а мислам дека е тоа и Скочивирската клисура, еден од најуникатните предели исто во Македонија. Тоа исто така ми е желба да ја посетам Скочивирската клисура, а и по можност, ако може, еден дел од неа да изодам. Ева сега слегуваме надолу, па за брзо време ќе имаме можности да ја видиме реката Црна, која што е притока на
реката Вардар. И мислам дека е втора по должина река во Македонија. А инаку извира од Црна дупка во Демирхисарско. Тука има стварно големи кривини, а и патот е доста тесен. Меѓутоа, за среќа, веќе пола сат не налетавме на ниту една кола, затоа што, како што реков, овој предел е доста ретко населен и нема толку промет во сообраќајот. Тука така се среќава по некоја кола, меѓутоа и тие се дневни туристи. Еве го мостот од реката Црна. Сега ќе се обидам да го спуштам прозорот. Ево може да ја видите Црна. Значи прекрасна река. Исто така еден од бисерите на Македонија. Тука можете да видите дека дојдовме до една раскрсница. Значи лево се оди за Зовиќ, но ние продолжуваме до Градешница. Сега се наближуваме кон селото Старавина. Знакот вика дека треба да продолжиме напред. Повторно кола. Тука е патот лево за Старавина. Меѓутоа ние продолжуваме кон Градешница, која што е оддалечена уште 1-2 километри. Еве сега влегуваме во селото Градешница. Инаку местоположбата на селото е навистина убава. Од сите страни е обкружено со помали планини. Еве, само што влеговме во селото, тука започнуваат селските гробишта. Изгледа ќе оди во Рикверс, па така ќе проба да не пропушти. Стигнавме во атарот на село Градешница.